За сега нема најави за покачување на цената на лебот, иако според производителите на леб оваа можност не е исклучена. Со оглед на фактот дека изминатава недела се покачи цената на нафтените деривати, можно е да се покачи и цената на лебот, но се следи ситуацијата и случувањата, па ќе се знаат исходите. Цената на енергенсите, односно на нафтата и плинот, веќе се движат по нагорна линија. Ако земеме предвид дека пред недела време или десетина дена беше цената на нафтата, например, 64 денари, сега веќе е 74 денари. Ништо не е исклучено ако продолжи континуирано да се покачува цената на нафтата и на плинот, да се покачи и лебот. Значи, тоа ќе даде таков резултат. Меѓутоа, ние имаме залихи. Се надевам дека ситуацијата ќе се сведе во контрола и дека нема да оди по нагорна линија, дека е тука некаде границата. Ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Еве, сега престои и жетвата на пченицата. Знаеме дека родот е богат, се надеваме дека цените ќе бидат стабилни, можеби нешто и ќе се намалат, така да ќе се искомпензира и дека нема да има некои драстични промени на цената на лебот. Дополнително, произведувачите на леб и бели пецива ја чекаат новата жетва на пченицата, согласно тоа и новата цена на брашното. Децидни дека моменталната цена на лебот од 30 до 35 динари е прифатлива и за граѓаните и за нив, и се надеваат дека нема да се зголеми. Па моменталната цена се движи околу 30 до 35 денари, зависи кој тип на леб. Што е, нели, со оглед на ситуацијата економска во земјата е окей. Со оглед дека сега следуваат топол период, пекарите не прават некои големи залихи, бидејќи ја чекаме новата цена на пченицата и со тоа и на брашното, така да немаме кој знае колку залихи. Меѓутоа, како што реков, цената на брашното не би требало да оди по нагорна линија, ќе си остане како што е, можно е и да се намали со денар до 2. Ќе видиме, се зависи од ситуацијата. Не се прават ниту големи залихи, па согласно ова не може да се прецизира со цената на лебот наредниот период.